Делегатите на ВМРО ДПМН на 16-тиот конгрес за избор на нов лидер ќе можат да го заокружат само името на генералниот секретар Христијан Мицковски. Втората поднесена кандидатура била одбиена бидејќи членот чие име партијата не го открива не собрал доволно потписи. Мицковски порача дека неговата кандидатура е подадена рака за секој кој сака да биде дел од тимот за победничка и економски напредна Македонија. Партијата била единствена, и ќе остане единствена. Ако лудирате на иницијативата и на сите оние, како да кажам, мискомуникации кои што се случува во изминатите денови, јас можам да кажам дека станува збор за мои колеги, за партици искусни кои што заедно сме поминале многу партиски битки, сме извојувале многу партиски борби заеднички, така што нивниот капацитет ќе биде искористен максимално и во едниот период кој што доаѓа, а се со цел да го поразиме противникот кој што е наш во случајот, тоа е штетната и деструктивна политика која што владата на Социјалдемократскиот сојуз ја води веќе овие 7 месеци. Конгрес за избор на лидер со само еден кандидат не е позитивно за партијата, порача Илија Димовски. Според него ВМРО ДПМН треба да почне да прифаќа различни мислења. Овој конгрес не ги исполнува демократските стандарди, од тие причини нити јас, нити повеќе од другите имиња кои што се споменуваа во јавноста, не одлучивме да поднесеме кандидатура на овој конгрес. Фактот дека ќе има само еден кандидат исто така е изненадувачки и не е позитивен за партијата. Се надевам дека партијата ќе разбере дека е потребен нов концепт. И дел од останатите пратеници на опозицијата сметаа дека би било подобро кога би имале повеќе опции за избор. Мислам дека она што досега е направено е во рамките на демократските процеси и добро ќе беше да имаше и некои други кандидати, меѓутоа тоа е што е. Јас би ги охрабрила да има повеќе, ама тоа е се, не е. На само 2 дена пред изборот, Централниот комитет се состана за дефинирање на финалните подготовки за гласање. Светлата во Белата палата на ВМРО ДПМН и вечерва гореа да доцна во ноќта. Заседаваше еден од највисоките раководни органи Централниот комитет. Членовите на ова тело, според информациите, разговарале за последните подготовки околу конгресот на кој ВМРО ДПМН ќе избира нов лидер, како и за анализата од изборните резултати и за нерегуларностите за кои обвини партијата. Но не и за иницијативата за која застанаа 52 партиски функционери, а кои бараа одлагање на конгресот закажан за викендов.